Слабата посетеност и лошиот одзив на митинзите на СДСМ создава паника и страф од евентуален пораз, па така социјалдемократите почнале да одат од врата на врата, да бараат поддршка од веќе заборавените членови. Најголема разочараност има во скопското крило кое е маргинализирано уште од времето на Заев, а сега политиката на себичност ја продолжил и Ковачевски, брифираат партиски извори за Алфа телевизија. И јас се повлеков од партијата уште кога дојде на чело Зоран Заев. Од тогаш никој ме немаше исконтактирано, ниту прашано зошто ме нема и каде сум. Сега одеднаш ми се јавуваат и ме прашуваат зошто не сум активен во општинската организација, зошто никаде ме нема и што може да направат за да ме поттикнат повторно да се активирам. Ветувања дека се ќе биде добро, ама мора да се истрае до крај, добила жителка на Битола, член на СДСМ, иако со години никој не ја исконтактирал. До сега 2 пати дојдоа кај нас дома. Сега им текна да не прашаат дали сме добро и дали ни треба нешто. Сакале да разговараме, ни кажаа дека разбираат оти можеби сме разочарани, но дека државата била пред сериозен предизвик и дека сме морале да истраеме до крај. Велат уште овие избори и се ќе било добро. Каде беа досега? На предизборните активности фалат многу истакнати членови кои воделе жестоки битки во име на социјалдемократијата. Ковачевски на терен најчесто е придружуван од председателката на ЛДП, Моника Зајкова. Максим Димитриевски, Весна Бендевска, Софија Куновска, Ивор Мицковски, Петар Атанасов се само неколку во низата кои го напуштија СДСМ. Поранешниот директор на финансиската полиција, Арафат Муареми пак, викендов премина во ДУИ. Поранешните членови веќе не се согласуваат со очигледно променетата идеологија на СДСМ. Акционерското друштво оди во стечај. Борбата е кој ќе биде стечаен управник и ќе тргува со стечајната маса, а и кој ќе оди сургун или чија глава ќе се пазари, чија не. Струмичката пилјара уште е прилично жива и работи на спасување на сопствената глава. Причина за расколот исто така биле и пратеничките листи, коментираа поранешни членови, со цел истакнатите да дојдат до пратенички имунитет и да се спасат од евентуален кривичен прогон. Поред листите на квазиевропскиот фронт, народот има шанси не само да го казни октроираниот премиер виновен за општа амнестија и неказнивост, туку и неговиот катастрофален претходник и лажов Заев. Тоа што Димитар Ковачевски ретко присуствува на митинзите на председателскиот кандидат, дотолку повеќе ги подгрева шпекулациите дека во СДСМ има несогласувања, разочараност и поделби.